Германската канцеларка Ангела Меркел во Европскиот парламент повика на интегрирана војска на Европската унија, повторувајќи го ставот на францускиот председател Емануел Макрон, изразен деновиве во Париз, што пак го изнервира американскиот председател Доналд Трамп. Таа најавувајќи дека ќе предложи формирање Европски совет за безбедност со ротирачко председателство додаде. Wir haben große Fortschritte bei der strukturierten Zusammenarbeit im militärischen Bereich erreicht. Das ist gut und wird ja auch hier weitestgehend unterstützt. Aber wir sollten, das sage ich sehr bewusst auch aus der Entwicklung der letzten Jahre, wir sollten an der Vision arbeiten, eines Tages auch eine echte europäische Armee zu schaffen. Меркел оцени дека таквите вооружени сили нема да го подкопаат војниот сојуз на НАТО, предводени од Соединетите држави, но би можеле да бидат комплементарни со алијансата. Повикот на Макрон, кој предизвика дилеми и во самата Европска унија, всушност треба да покаже дека Европа е подготвена да прави повеќе за сопствената безбедност. ЕИО-ти помалку сака да се потпира врз американскиот безбедностен чадар. Според Макрон, европските земји не треба да ги зголемуваат буџетите за одбрана само за да купуваат американско оружје. To be very direct with you, what I don't want to see is European countries increasing the budget in defense in order to buy Americans and other arms or materials coming from your industry. I think if we increase our budget is to have to build our autonomy and to become an actual sovereign power. Председателот Трамп на само 2 дена по враќањето од Париз на одбележувањето на 100 годишнината од крајот на Првата светска војна го нападна својот француски колега во серија твитови. Освен што му забележува на неговиот рейтинг дома, Трамп во врска со предлогот на Макрон за Европската армија пишува: Емануел Макрон сугерира создавање на своја армија за да заштити Европа од Соединетите држави, Кина и Русија. Но тоа беше Германија во Првата и Втората светска војна. Како тоа беше за Франција? Тие почнаа да учат германски во Париз пред да дојдат Соединетите држави. Плати за НАТО или не?